Почитувани, лицемерниот и понижувачки однос на СДС кон земјоделците продолжува. Изминативе речиси 2 месеци, СДС уште еднаш покажа дека не се грижи за земјоделците и дека нема намера да ги решава проблемите во земјоделието, и соочени со една од најтешките години, производителите на лубеници цел месец бараат подршка од владата на СДС и министерот Николовски за решавање на огромниот проблем поврзан со откупот и исклучително ниската откупна цена на лубениците. Министерот Николовски цел месец упорно ги игнорира производителите на лубеници и, што е најстрашно, без никаков срам се фали дека го решил проблемот со лубениците со тоа што владата донела мерка за дополнителна субвенција за продадени лубеници. Замислете, во ситуација кога откупот на лубениците е 10-кратно намален за разлика од лани, кога лубениците скапуваат по нивите оти нема кој да ги откупи, владата одлучува да даде подршка по килограм откупени лубеници. Нема откуп, а СДС носи мерка за подршка поврзана со откуп. Крајно понижувачки и несериозен е ваквиот однос на Министерството и владата кон производителите на лубеници. Вториот понижувачки момент е тоа што министерот Николовски и владата на СДС воопшто не име грижа што и тие мали откупени количини на лубеници се откупуваат за понижувачка цена од 2 денари, која споредбено со лани, кога откупот беше по 7 и 8 денари, е за 4 пати помал. Тие земјоделци што лани за својот труд заработиле 4000 евра, оваа година ќе заработат само 1000 евра, што е 4 пати помалку. Односно, тоа е исто, како на пример пензионер, пензијата да му биде намалена за 4 пати или на вработен, платата да му биде 4 пати помала од таа што ја заработил. Ете, толкова е загубата на земјоделците оваа година поради негрижата и игноранскиот однос на СДС. Загуба поради која не можат да си ги покријат ниту трошоците за производство, а камоли нешто да заработат. Но на министерот Николовски и владата на СДС тоа очигледно не им е важно. Врв на безобразлукот на СДС кон земјоделците беше вчерашниот ден. Вчера на земјоделците кои протестираа пред министерството, барајки финансиска подршка од владата поради тешката ситуација, наместо прифаќање на тоа барање, им било пренесено дека министерството ќе помогнело за откупот со испраќање дури на 2 камиони, во ситуација кога веќе речиси да нема што да се откупува бидејќи лубениците скапаа по нивите или пак се откупија за само 2 денари по килограм. Загрижувачко е ова однесување на министерот за земјоделие. Загрижувачки е потценувачкиот однос. Загрижувачки е потценувачкиот однос на владата и на министерството кон земјоделците. Овие честни земјоделци немаат други примања. Тие бараат подршка од владата како што било тоа во претходните години. Токму затоа ВМРО ДПМН бара веднаш да се излезе во пресрет на барањата на производителите на лубеници. Бараме веднаш да биде донесена одлука за дополнителна финансиска подршка за секој производител на лубеници, која нема да биде поврзана со предадени лубеници затоа што откуп или количини за откупување нема, туку ќе се однесува по површина. Бараме владата да донесе одлука за дополнителна финансиска подршка за производителите на лубеници во вредност од 10.000 денари за декар и истата да се однесува за сите производители на лубеници во државата. Бараме одлуката да биде донесена веднаш и веднаш да се започне со исплата на истата. Дополнително, бараме сите производители на лубеници да бидат оваа година ослободени од закупнина на државно земјоделско земјиште и на доместок за наводнување. Сметаме дека само со овие мерки ќе бидат покриени загубите на производителите на лубеници и само така овие земјоделци и следната година ќе продолжат со производство. ВМРО ДПМН, како досега, така и во иднина, ќе продолжи да ги штити интересите на земјоделците кои заслужуваат подршка и вреднување на трудот. Благодарам.